Пред се поздрав до сите гледачи на македонската телевизија. Па и ти како што самата напомна, имаме повеќе постови, од кои еднодневни постови и 4 постови во годината. Еднодневни се секоја среда и петок, потоа го имаме божичниот пост, го имаме великденскиот и петровденскиот и еве сега говориме и ќе говориме за богородичниот пост. Еднодневните пости средата и петокот. Средата се пости секоја среда во спомен на заговорот на Јуда, предавањето на Господ Исуса Христа, а петокот, секој петок се пости во спомен на расплувањето, односно страданијата Христови. Што се однесува до другите пости, Божичниот пост постиме за раѓањето на Спасителот на светот, доаѓањето негово за да го спаси човештвото, додека пак Великденскиот пост е во чест и слава на самото всеопшто воскресение Христово и победата на смртта. Што се однесува до Петровденскиот пост, така наречен, се за вославување и прославување на светите апостоли и за нивното ширење на веста евангелска по целиот свет. Богородичниот пост, како што спомнавме, е еден од најмилите и најзначајни постови познат меѓу нас христијаните воопшто во Македонија и најчествуван, бидејќи самата Мајка Божја е не само закрилница на човештвото, него закрилница, како што е во овој случај и самиот храм е посветен на Пресвета Богородица, е закрилница на град Скопје и воопшто за Македонија, што толку повеќе ние ја прославуваме и чествуваме нејзе како заштитница на сите нас. Значи, Богородичниот пост е еден од најкратките пости и воопшто за постот морам да напоменам дека преку постот и молитвата, преку тие, така да се изразам, две крила, се издигнуваме од секојдневните грижи, од секојдневните греови, бидејќи самиот свет е обкружен со многу пороци и греови во светот, така да постот е оној период каде што ние се издигнуваме над земното и се оддаваме на духовното. Значи, преку постот даваме важност, односно го вреднуваме духовното отколку земното. Пред да почнеме да постиме, треба пред се да се измириме со сите, да направиме добри дела и преку целиот пост да се трудиме да правиме само добро на сите луѓе, давање милостиња, помагање на други и така натаму. Што се однесува до постот, тоа е припрема пак за соединувањето со телото и крвта на Господ Исуса Христа, односно примање на светата тајна Евхаристија, светата причест, која иде по циклус на постот, па потоа исповеста и причестувањето, односно примањето на телото и крвта на Господ Исуса Христа. Значи, постот воопшто е припремање за причестување, односно примањето во нашата душа и тело самиот Господ Бог. Ви благодарам за сите овие информации и подсетувања и секако порака до сите верници од вас. Пред се нека им е честит и благословен светиот Богородичен пост и сите заедно на светата литургија, особено успењето на Пресвета Богородица, да дојдеме во светиот храм, особено во овој пресвет храм посветен на самата Мајка Божја и да го примиме телото и крвта на Господ Исуса Христа, односно да го примиме светата тајна Евхаристија.